Заврши дводневниот самит на НАТО во Вилнус. Турција даде пас за прием на Шведска во алијансата, но надеждите на Украина остануваат во декларативна форма. Анкара се враќа со посилна врска со НАТО и ќе добие 40 Фи-16 најмокни борбени авиони. Тие ќе бидат достапни за Украина, откако 11 членки ќе ги обучат украинските пилоти. Но за овие политичко-безбедносни резултати стои најважната одлука за формирање на комплексна армиска групација од над 300.000 војници и техника за одбрана на европските членки на НАТО од можен напад од Русија. Дојче Веле анализираше дека е тоа пресвртница за престројување на армиите и алијансата. По студената војна пред 3 децении, конфликтоста меѓу тогашниот Варшавски пакт и Советскиот сојуз наспроти НАТО, ова е комплетно нова стратегија на алијансата. Ова е само почеток и вовед за престојниот разговор, а гостин во емисијата ќе биде министерката за одбрана Славјенка Петровска. Добре ден за министерката за одбрана. Господја Петровска, по НАТО самитот се добиваат идеи излегува на терен околу оперативни и ефикасно нови сили борбени. Дали тоа е знак од можност на проширување на руската агресија врз Украина? Не, тоа е значи дека НАТО алијансата превзема или ги планира своите активности или распоредувањето на силите согласно потребите и согласно она што значи сознание или информации со кои располагаме. До сега многу пати споменував околу прашањата кога беа поставувани за тоа дали Република Северна Македонија е безбедна и дали постојат некакви закани врз нас. Директни закани од конвенционален тип не постојат и немаме сознание дека постојат. Истото и со НАТО земјите членки, меѓутоа улогата на алијансата е да превземе мерки во рамките на својата политика на одбрана и одвраќање, односно одвраќање и одбрана. И токму во таа насока всушност се изработени новите регионални планови кои беа дел нивното усвојување или потврдување, беше дел и од дневниот ред на овој НАТО самит, каде што во суштина се дава можност силите на НАТО алијансата, тука вклучително се сите земји членки и Република Северна Македонија, за да бидат поефикасни, подобро распоредени и се разбира побрзо распоредување во случај ако има потреба од нешто така. Веројатно е неблагодарно да се прогнозира кога би завршила оваа руска агресија врз Украина, но се прават одредени проценки дека може фронтот да се прошири. Постојат ли безбедносни ризици на долгорочен план? Бидејќи велиме дека во овој момент не може да предвидиме колку уште ќе трае руската агресија врз Украина. Точно дека е неблагодарна проценката на тоа или прогнозите за тоа колку ќе трае руската агресија врз Украина. Почетоците пред 24 февруари и 24 април, денот кога започна неоправданата руска инвазија врз Украина, многумина велеа дека таа ќе заврши за ден-два, поценувајќи ја и силата, меѓутоа и одлучноста и издржливоста на украинскиот народ да го одбрана тоа што е нивно, односно сопствената територија. 17 месеци, за жал, имаме веќе конвенционално војување на територија на една европска земја, која што наместо да го продолжи својот пат кон ЕУ и НАТО интеграцијата, за жал се соочува со ваков вид на конфликт. Со почетокот на војната се расширија информации за руска пенетрација на Балканот, речиси година и половина после почетокот на руската агресија. Дали се уште има руско влијание на Балканот и во Македонија? Јас не мислам дека Русија никогаш ќе се откаже од своето влијание овдека на Балканот, меѓутоа она што го гледаме како процеси во земјите од Балканот се мислам дека јасни процеси, а тоа е дека или голем дел од земјите сме веќе членки на НАТО алијансата, а сме во фаза на пристапување кон Европската унија, или па дел од членките се во фаза во процес на пристапување кон НАТО и кон Европската унија. Мислам дека со таквата ориентација всушност се дава еден правец за тоа каде земјите самостојно сакаат да припаѓаат. Секогаш кога сакате или носите одлука за пристапување во некој сојуз, без разлика дали тоа е НАТО алијансата или Европската унија, прашање е прво на национална, на домашна одлука. Став на државата. Ако една држава се определи дека стратешка цел, стратешки интерес за членување во НАТО и Европската унија
или само Европската унија, тогаш тој треба да се почитува. Да, сведоци бевме особено изминатиот период и во Република Северна Македонија, иако сме членка на Алијансата, обиди за хибридни действувања, за влијанија низ различни сфери на интереси, врз тоа да бидеме поколебани да го продолжиме нашиот пат кон европската интеграција на државата или евентуално да се поколебаме за тоа што сме членка на НАТО алијансата. Како ќе се постигне единство околу различните позиции во однос на политиката на Москва кон Балканот пред се, бидејќи се чини дека со договлекувањето на процесот на проширување со земји од регионот, официјално Москва како да се обидува да се наметне како нов играч во регионот. Не може да се наметне затоа што земјите јасно имаат и цртано својата иднина, односно патот по кој што сакаат да одат. Да, на тој пат има препреки, како што кажав, и ние сме самите пример на тоа. Минатата година, кога ги носевме одлуките за продолжување на процесот на европската интеграција и прифаќањето на предлогот на Европската комисија како тој да се одвие, бевме подложни на огромно влијание на хибридни действувања, во кои што знаете како, разни тези се појавија, дека еве сега е моментот, државата ќе престане да постои, ќе го изгубиме нашиот национален идентитет и така натаму, што година дена подоцна се покажува дека е неточно. Не се нови тие. Ако се вратиме години наназад, таквите шпекулации, пласирање на дезинформации не се новина во Република Северна Македонија. Не толку одамна, во 2018 година, кога се потпишуваше Преспанскиот договор и кога се носеше одлуката за прифаќање на Преспанскиот договор и во собранието, истите тези горе-долу беа присутни. Какви реформи престојат во наредниот период на армискиот состав, македонскиот армиски состав, имајќи во предвид дека мора да се прилагоди и се прилагодуваат на НАТО стандардите? Трансформацијата на одбраната на Република Северна Македонија е започната уште пред нашето формално пристапување во НАТО алијансата, меѓутоа се разбира се дадени одредени рокови или исполнување на така наречените цели на одбраната, кои треба да бидат постигнати соодветно во 2026, некои подоцна, некои малку порано, и тие имаат за цел всушност да направат и трансформација своевидна на одбраната, меѓутоа и да го подигнат нивото, одбраната, капацитетите на македонската армија да можат да одговорат на современите предизвици. Тоа значи дека треба да постојат капацитети за кои ние сме прифатиле и сме се обврзале дека ќе ги воспоставиме, да постојат капацитети кои во одредени рокови ќе бидат оперативни и кои ќе бидат наша дополнителна додадена вредност во НАТО алијансата. Тој процес оди навистина добро, пред се заради тоа што и во Министерството и во армијата постојат совршено добри професионалци кои го имаат одработено делот на планирање, затоа што за да имате една успешна одбрана мора да имате прво добро планирање. А за да имате добро издржано планирање кое ќе може да биде имплементирано, се разбира треба да имате и доволно финансиски средства. Во однос на финансиските средства ќе се зголемат буџетските издвојувања од 2% за одбраната и армијата. Тоа досега го постигнале само 1/3 од членките. Колкав е одбранбениот буџет во овој момент и ќе имали Северна Македонија капацитет да се менува во однос на финансиската структура? Тоа беше дискутирано на овој самит последен околу зголемување на инвестициите во одбраната, заради тоа што како што поминува и се зголемува развојот на технологиите, одат се понапред, извесно е дека и одбраната треба да се модифицира и да се приспособува за да може соодветно се разбира да одговори на тие предизвици. Заложбата на сите земји членки е дека веќе 2%, она што беше согласно претходните заложби максимумот кој треба да го постигне секоја земја членка до 2024 година, сега ќе биде долната граница, која што секоја земја ќе се обврзе да го постигне, но не е определен рокот во кој ќе треба да го направиме тоа. Буџетот расте постојано, секоја година. Оваа година тој изнесува 1,85% од бруто домашниот производ или во реална сума изразено 274 милиони евра, кој што е доволен буџет за оваа година да бидат испланирани доволно финансиски средства
проектите кои се веќе започнати, а се однесуваат на модернизацијата на армијата, меѓутоа се разбира и новите проекти кои ќе треба да ги започнеме согласно плановите за модернизација и опремување на македонската армија, тие да бидат реализирани, се разбира во процедурите кои се препишани согласно законот, и е известно дека следната година ќе ги достигнеме сега веќе тој минимум од 2%. Она што е важно е не само да ги имаме финансиските средства како една целина, туку и начинот на кој што ги трошиме тие средства. Во НАТО алијансата се пречитува принципот најмалку 20% да биде одделен за модернизација и опремување, и Република Северна Македонија тоа го прави. Минатата година беа 30%, оваа година се испланирани 33% од буџетот да биде наменет тоа токму за оваа ставка. Но за да имате успешна и силна армија која ќе биде подготвена да одговори на предизвиците, не е важен само процесот на модернизација или исклучиво тој. Многу е важно да биде инвестирано и во човечките ресурси. Што ќе биде со полигонот Криволак? Има ли некаков најава за некаков посериозен зафат, имајќи во предвид и стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави? Полигонот Криволак прераснува во сериозен капацитет и национален, меѓутоа она што нас не радува е што прераснува и во капацитет на НАТО армиите, на НАТО алијансата. Се почесто и почесто многу од нашите сојузници бараат да го користат полигонот Криволак и за изведување на вежбовни активности на национално ниво, меѓутоа многу често го користиме и за изведување на мултинационални вежби. Таков случај беше или пример беше оваа година изведувањето на вежбата Immediate Response, која што навистина помина успешно, и тоа само покажува дека инвестициите во одбраната се секогаш оправдани и навистина нас како држава треба да не биде гордо што имаме еден таков полигон кој дава можност за подигнување на капацитетите и увежбување на нашата македонската армија, меѓутоа се разбира и за увежбување на интероперабилноста со сојузниците, што е многу важна компонента кога зборуваме за колективната безбедност. Министерке, како ќе се обучуваат македонските офицери според новата стратегија на НАТО? Тие обуки се веќе започнати. Тоа се работи или во облик на вежби, во облик на обуки поединични кои ги имаме, меѓутоа се разбира и тоа е составен дел веќе од програмата и на Војната академија и е прифатена и како доктрина, односно изучување во армијата. Кој е командниот јазик на кој се функционира? Во која смисла командниот? На кој јазик се зборува? На македонски јазик. Кога станува збор на вежби, односно обуки само кои ги изведуваме за национални потреби. Не случајно ви го поставив ова прашање, бидејќи имаше одредена иницијатива и албанскиот да биде дел од кореспонденцијата меѓу војниците. За сега таква иницијатива до мене не е доставена, што се однесува до употребата на другите јазици. Во армијата апсолутно се почитува законот за употреба на јазиците. И меѓутоа мислам дека она што е најважно е армијата, дека сите припадници на армијата треба да бидат обединети околу тоа што е нивната мисија, главна мисија и главна задача. И за сега тоа можам да кажам, да потврдам дека исклучително добро им оди, а тоа е одбраната и гарантирањето на безбедноста на нашата држава. Следите трени гостинка во емисијата министерката за одбрана. Министерке, при крајот ќе ве вовлечам во политичкиот аспект околу подолгата конфронтација на релација меѓу власта и опозицијата околу стратешките определи. Вие споменавте дека НАТО и ЕУ секогаш тука сте секогаш на иста линија, било да е ВМРО или ВМРО-ДПМ или СДСМ на власт. Ќе успеете да ги убедите вашите политички опоненти дека со промената на уставот нема никаква штета врз јазикот, идентитетот и останатите национални бележја. Да подсетам дека Шведска направи промена на уставот со цел да стане членка на Североатлантскиот сојуз. Јас мислам дека не треба многу убедување, заради тоа што ако после 30 години треба да се убедуваме дека членството во Европската унија е наш стратешки приоритет и дека треба сите ние да работиме на исполнување на тој приоритет, тогаш имаме проблем. Тогаш некој 30 години бил одсутен од држава и не ги следел случувањата што се случува. За да се прифатат или да се одобрат уставните измени, потребно е само едно. Потребно е лидерство и визионерство.
Во 2018 година не беше лесно тогашната влада, тогашното парламентарно мнозинство да ја донесе одлуката за промена на уставот со цел наше пристапување кон НАТО алијанса. Но како што реков претходно во одговорот на претходното прашање, не е прашањето. Нема никој од нас, особено ние кои што сме на одредени позиции и државни, меѓутоа и функции во владата, во извршната власт, меѓутоа и во законодавната, нема да останеме запаметени по тоа колку пати сме повториле дека ЕУ е наш приоритет. Да станеме запаметени по тоа што сме направиле за да станеме членка на Европската унија. Уставните измени кои во моментов се барање не се воопшто никаков проблем. Со ништо тие не го нарушуваат или не го загрижуваат нашиот национален идентитет. Ако ние сакаме да добиваме политички поени на тоа прашање, ја слободно ќе кажам дека тоа е многу погрешно. Политички поени или избори не се добиваат на прашања кои се од државен интерес. Прашање од државен интерес, како што е ова прашање, стратешко прашање, се решава на стратешки начин. За мене уставните измени не се спорни, јас сум подготвена и можам да разговарам и со претениците, можам да разговарам и со чинители други во општеството и во државата, со кои еден збор нека кажат кој е тој збор со кој што уставните измени ќе го загрозат нашето национално постоење. Апсолутно не. 30 години риториката која што сегашна имаше и како опозиција и како власт кога беа власт е риторика на празни зборови. Заради тоа што за граѓаните, ако сакаме да го постигнеме најдоброто, треба да ги даваме најдобрите решенија. Иселувањето на младите, ќе го дадам како пример. Тоа е нешто за кое што да, сите ние сме загрижени. Меѓутоа како тоа ќе го спречиме ако ние и понатаму ги обременуваме граѓаните со прашања на кои само поставуваме тези, а не ги даваме одговорите и не ги решаваме проблемите. Опозицијата треба да даде многу краток и јасен одговор. Дали сака да продолжи патот на Република Северна Македонија кон Европската унија и што е тоа во уставните измени кој е спорно и кој го загрозува нашиот национален идентитет. Предпоставките дека ова нема да биде последното барање од Бугарија. Предпоставките дека можеби ќе има нешто ново. Тоа се само предпоставки кои ни одземаат од времето, ни одземаат од енергијата и на крајот, освен изгубено време, нема да добиеме ништо. Уставните измени, ако се пристапиме сите ние, политички партии во државата, како државотворни партии, како некои кои се сакаат државата, ќе ги решиме пред да се одржат било какви избори, без разлика дали се претседателски, парламентарни, редовни или водни. Две кратки блиц прашања на крајот. Верувате дека сепак до изборите, кога и тие да се одржат, било да се редовни или предвремени, ќе ги спроведете уставните промени со овој владин состав? Јас очекувам дека тие ќе започнат и очекувам, како што реков, поддршка од сите свесни општествени чинители дека тој процес треба да заврши. Дали не мислите дека направивме преголеми концесии и со Преспанскиот договор и со спогодбата со Бугарија? Јас мислам дека во даден момент тие беа историски одлуки и што повеќе ги одложуваме носењето на одлуки или затварањето на отворени прашања. Да се потсетиме, прашањето со Грција е прашање кое што беше актуелно повеќе од 20 години по нашата држава. И постојано се зборуваше, постојано беше на маса, но никогаш немаше решение за него. Да, таа одлука во 2018 година не беше nimалку лесна. Да, многу од политичарите кои во тоа време ги носеа тие одлуки и ги предлагаа, без разлика дали беа во извршната власт или пратеници, можеби чувствуваат последици за нивните политички кариери. Но од оваа дистанца сега, јас тоа го гледам само како исклучително визионерска одлука, влог во иднината на државата. Ако таа одлука не беше донесена во 2018 година, никој од нас во 2022 година, минатата година, кога започна руската инвазија врз Украина, немаше толку слободно да каже дека Република Северна Македонија е безбедна земја и дека за Македонија нема никаква закана. Светот ќе беше многу поинаков, односно регионот Македонија ќе беше многу поинако поставена ако не донесовме такви одлуки. Носењето на одлуки е голема одговорност која имаме, меѓутоа затоа и сме на позициите на кои што сме. Примерот кој што го давам за Република Северна Македонија треба да биде пример не само и во овој случај сега кој што ги имаме пред нас повторно, меѓутоа и за земјите во регионот. Отворените прашања мора да се затворат на најдобар можен начин,
ако сакаме да го продолжиме патот и кон Европската унија за оние земји кои сакаат, а за оние кои сакаат и НАТО и Европската унија. Министер, ќе ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата и разговорот.